Да, почнуваме со разговорот, како што најавивме, поранешната пратеничка Никица Корубин, повторно во студио 10. Добро дојавте. Благодарам на поканата, добро утро и поздрав до гледачите. Господи Корубин, вие пишувате доста во поглед на наративите кои се употребуваат во однос на евроинтеграцијата, но и во однос на идентитетските прашања, се разбира тука и политиката која е дел од тоа кој не може никако да се иземе, но вашиот стил и начин на пишување одскокнува од оно што се нарекува мејнстрим политичка порака. Пишувате работи кои многумина некогаш можеби не сакаат да ги слушнат, не сакаат да ги прифатат и како што кажав, одстапуваат од онаа генерална една порака која се праќа цело време дека Македонија е обесправена, дека врз Македонија се врши неправда, дека ние сме жртвата во тој процес, што несомнено има дел од тоа вистина, тоа не е спорно, но некако целиот наратив кој го градат политичарите се гради врз тој мотив. Вие се обидувате некако да излезете од таа рамка и да пратите поинакви пораки. Зошто? Така е. Знаете, проблемот е самиот наратив и проблемот е кој го гради самиот наратив. А од друга страна, секоја јавна личност, без разлика, политичар, човек кој се занимава или е дел од јавност, или на некој начин го креира јавното мислење, ја има најголемата одговорност. А најголемата одговорност е да се каже вистината без разлика колку е таја, или барем да биде нешто најблиско до вистината, без разлика колку е таја болна или не. Со други зборови, она што недостасува кај нас е лидерството во смисла на па ако сакате и едуцирање и просветлување на луѓето, затоа што за секој еден од нас како граѓанин да може да изгради став, тој треба да има вистински и прави информации. Точна ви е забелешката дека наративот што се гради е таков. И тоа е свесно граден наратив, еве ќе кажеме од политичките партии, меѓутоа јас би отишла и понатаму, не е само сигурно од политичките партии. Наратив кој практично Македонија, односно нашата држава, ја става во позиција на константна и постојана жртва, а како таква жртва неправдата станува главниот бекграунд во ставот на секој поединец, секој граѓанин, секој од нас, и тој постојано гради некаков отпор кон оние кои наводно ни прават некакви проблеми. Дали е тоа Бугарија, дали е тоа Грција, дали е тоа на крајот на криштата Европска унија. Затоа што на крајот излегува дека ако сме ние жртви на Грција, ако сме ние жртви на Бугарија, ако ние сме жртви на Европската унија, ако сме ние жртви на Соединетите американски држави, тогаш доаѓаме до ситуација она што се повеќе излегува последниве месеци е дека од ова држава не бива, така? Тоа е многу опасна тенденција, многу опасна теза која се гради, ако низ годините овој наратив бил граден со цел општеството да се држи на еден начин заробено и на еден начин подчинето, значи да се има контрола над тековите во општеството. Сега таа тенденција е, јас би рекла, и екзистенцијално опасна за иднината на Северна Македонија, иднината како една нормална, функционална, кредибилна држава, каде што владење на правото не е само флоскула што сака да слушнат инстинктивно луѓето, бидејќи секој од нас нели бара некоја правда така во животот, туку како и многу сериозен опстанок на држава која има потенцијал да се развива, меѓутоа потенцијал да се развива како дел од Европската унија. Само би додала овдека дека знаете, ние често пати велиме дека стратешка наша определба е Европската унија и дека немаме друг избор. Така поставеното прашање за мене е проблематично во смисла на тоа не е само стратешка определба за нас Европската унија, туку ние сме европски народ, ние сме европска држава и тука не станува збор за избор или не, дали е добро или не. Туку тоа е иманентно нешто суштински припаѓаме на тој свет. Припадност. Географска припадност, политичка, историска, културолошка, цивилизацијска, каква сакате кажете, а во 21-виот век или во 20-тиот век тоа е преку таа политичка економска формација како што е Европската унија. Значи не е прашање дали ние сакаме, не сакаме, имаме или немаме избор, туку ние сме изворно дел од Европа. Значи вие мислите дека тие таа риторика, освен што се користи, се разбира во политички цели, за рейтинг, за добивање гласови, за одржување на таа некаква политичка дисциплина, не знам, се користи
може би намерно, малициозно мислите за да се донесе сомнеш во можноста за опстанок на самата држава, дека тоа некогаш и за тоа се прави? Дефинитивно. Дефинитивно затоа што особено изминатава година и пол, 2 години. Само сакам да додадам, бидејќи тоа веќе доведува во прашање и некои други влијанија, можеби тука во целиот тој процес. Се разбира и не се исклучени влијанијата и јас мислам дека се и прилично видливи влијанијата и надворешни влијанија во целиот овој процес, а надворешните влијанија не се исклучени во моментов никаде во регионот и никаде во светот. Значи едноставно таков е светскиот контекст на сериозни предизвици на опстанокот на меѓународниот правен порадок. И често пати затоа велам дека договорите кои ние ги имаме, еве на пример ќе ги дадеме договорите, затоа што односот кон Преспанскиот договор, односот кон договорот со Бугарија, па и односот кон Охридскиот договор, како темелни договори врз кои почива современа Северна Македонија. Без разлика што ние го имаме тој правниот континуитет и се разбира дека ние државата, независноста ја прогласуваме како правен континуитет на она што била Република Македонија, односно Социјалистичка Република Македонија во поранешна Југославија. Меѓутоа не може ние да ги изедначиме тие две работи. Ние често пати ги изедначуваме тие две работи, па мислиме дека условите под кои сме функционирале во рамките на федерацијата се исти пресликани после 1991 година. Не се исти. Има една сосема нова политичка реалност која бара точно дефинирање на односите кон соседите, меѓутоа и точно дефинирање на тоа што се подразбира под Македонија. И тоа е практично наратив кој се дури не е ни наратив, тоа е еден проблем кој се крие, кој се мистифицира, кој никогаш со јасен израз не се кажува на граѓаните од страна на политичарите, дека за да постои оваа Северна Македонија мора да ги има тие односи, значи регулирани односи визави Грција, регулирани односи визави Бугарија, не само регулирани визави нив, туку регулирани како оваа територија што ја имаме, затоа што сепак носиме име кој имплицира многу поголем историски регион и ние не може да го монополизираме ниту името, ниту наследството, ниту културата која припаѓа на тој регион. Тие се темелни договори. Не случајно во преговарачката рамка на Европската унија се споменати сите договори, а Преспанскиот договорот со Бугарија се ставени како задолжителни. Значи имплементирањето на тие договори Европската унија очекува од нас, односно практично тоа е позицијата на сите земји од Европската унија, дека имплементирањето на тие договори е суштински за Северна Македонија. Такви се пораките од Соединетите Американски држави. Во неколку наврати тие ги споменуваат дека трите клучни договори е она што на некој начин ја дефинираат државата. А кај нас има отпор, односно свесно се креира отпор во различни временски периоди, како е погодно, како процениле популистички дека е погодно кон сите три. Кој договор кај нас не е проблематизиран или приспитан? А кога ќе прашате зошто се проблематизираат, никогаш нема јасни одговори. Да, во поглед на тоа, на ставот на Европската унија и на ставањето на договорите, кога зборуваме сега во однос на политичкиот наратив, пред се од страна на опозицијата, да речеме, не се кажува дека ние сме блокирани од Европската унија, туку дека сме блокирани од Бугарија. Значи се нарекува, се употреба терминот бугарски диктат, бугарско вето, бугарска блокада. Нема да прифатиме бугарски диктат, но дали е бугарски диктат? Се разбира дека со преговарачката рамка. Се разбира дека не е. Оваа риторика година и пол, значи ова јас ќе кажам дека ширење на класична дезинформација година и пол слободно во медиумскиот простор, во етерот, како и сакате, нели, преку нивни соопштенија, на емисии, каде и да е. Значи, тие слободно шират класична дезинформација дека е тоа бугарски диктат. Во моментот кога преговарачката рамка е усвоена од страна на сите земји членки, 27 земји членки на Европската унија, од тој момент тоа е европската позиција. Без разлика како е стигната до таа европска позиција. Знаете, дури францускиот предлог, нели, долго време го употребувавме во јавниот говор, францускиот предлог. Меѓутоа, францускиот предлог не беше наменет за нас. Францускиот предлог е предлог за Бугарија. Затоа што Бугарија е членка на Европската унија која требаше да го ратификува францускиот предлог, така наречено, значи преговарачката рамка таква каква што е, со таква формулација во кој се вкалкулирани и нивните барања, бидејќи имаат легитимно право да имаат барања како членка на Европската унија, и ако се сеќавате во тој период се направија максимални напори, тогаш мислам дека беше
Исто во предизборна 2022 година беше во предизборна состојба, да кажеме, Бугарија, направија максимални напори политички партии кои тогаш беа спротивставени, сега се заедно во влада, во бугарската влада, да помине во бугарскиот парламент таа преговарачка рамка. Преговарачката рамка не е наменета за нас, па ние да имаме уштедна, нели, манипулација кај нас што се шири од страна на ВМРО ДПМН, е дека не биле консултирани за преговарачката рамка од страна на СДСМ. Па преговарачката рамка не е нешто што се однесува на државата кандидат во смисла да имаме ние обврска да ја ратификуваме или не. Значи, тие ни ја даваат нивната позиција, на таа позиција ние можеме да кажеме да, ни се допаѓа, да, не ни се допаѓа, меѓутоа тоа се условите што се, нема зашто да бидете консултирани. Ако се сеќавате 2022 година власта веќе кажам, приготви еден неформален документ, меѓутоа сепак е формализиран со усвојувањето од страна на пленумот, на собранискиот пленум, за заклучоци што се однесуваат на нашето членство во Европската Унија. И во моментот кога тие се усвоени заклучоци со мнозинство, бидејќи демократијата е прашање на мнозинство, тие заклучоци стануваат обврска за сите. Така што нема бугарски диктат. Има едно флагрантно непочитување од страна на ВМРО ДПМН и на заклучоците на нашето собрание, значи на волјата на највисоката законодавна власт, а бугарскиот диктат е само едно неодговорно поведение од нивна страна, и на дезинформирање, меѓутоа и на постојано скандализирање на граѓаните, на чувствата на јавноста на граѓаните, кои пред тоа вие веќе сте ги отруле, би кажал, метафорички се разбира, дека ни е загрозен идентитетот, значи се развиле еден страф, една фобија кај граѓаните и на крај велите, па ете, тоа е нели страшното бугарскиот диктат. Тоа е едно неодговорно однесување, наместо и да се информираат граѓаните, бидејќи обврски и на ВМРО ДПМН и како политичка партија, меѓутоа и како власт. Зашто ВМРО ДПМН нема само локална власт, таа е власт и во законодавниот дом. Таа нема мнозинство, меѓутоа е власт. Така, сите пратеници се дел од таа законодавна власт. Да не биде дека е само тоа ВМРО ДПМН, не, ова реторика да во политичка смисла, во партиска смисла предводник е ВМРО ДПМН, меѓутоа во една друга интелектуална скриена смисла има многу што ја шират би рекла оваа пропаганда. Видите, ако ги видиме анкетите, испитувањата на јавното мислење кога се поставува ова прашање во однос на Бугарија и на ставот на Бугарија, ќе видиме дека најголем дел од етничките македонци кога зборуваме се на некој начин се согласуваат дека Бугарија го загрозува македонскиот идентитет, дека го напаѓа и потоа се разбира дека и останатите политички партии, не само најголемата опозицијска партија, туку гледаме и останатите некои нови политички субјекти или понови политички субјекти кои се појавуваат, па и некои постари како левица, да речеме, сите го употребуваат истиот начин, истите пораки ги повторуваат во поглед на Бугарија, па така веројатно дека гледаат дека мнозинството граѓани се согласуваат со тоа, зашто би оделе со нешто спротивно. Но се чини дека сепак најголем дел од граѓаните не веруваат во тоа, дека е загрозен идентитетот, дека е бугарски диктат, дека Бугарија е таа најголемиот проблем. Знаете, тоа е она што велам. Граѓаните ќе го формираат своето мислење, зашто не може ние да очекуваме дека секој од нас, нели, поаналитички ќе пристапи или ќе селектира информации што е лажна, што е вистинска информација, дека ги има вистинските извори. Јас во една друга прилика кажав дека македонските граѓани, да кажам етничките македонци, ако не сакам да ја правам таа подоба, меѓутоа во случајов навистина е потребна. Етничките македонци се најнеинформираните, затоа што се изложени на најжестока и најголема пропаганда кај нас, за жал. И вие кога ширите една тоа е точно пропаганда, односно ги има класичните елементи на пропагандата. Нема многу суштина, нема многу длабочина. Тоа се флоскули, фрази кои се употребуваат, дури и по автоматизам, дури и секој од нас може да се фати дека ние дискутираме сега за бугарски диктат. Дури и јас и вие сега дискутираме за нешто што е кованица која е точна намена има за неја да дискутираме и тоа да биде вистинскиот наратив, затоа што пропагандата делува и несвесно, не делува секогаш свесно, вие не може секогаш да ги рационализирате пораките. Ја не сум изненадена од ставот да кажеме на македонците, затоа што тие го слушаат 24 часа, практично 100% во целиот медиумски простор таа порака.
И кога вие слушате таа порака, не е предизвикана од ништо таа порака, не е ни рационализирана, не е ни нема ни подлабинска анализа, а што е тоа бугарски диктат или како ни е нас загрозен идентитетот, нормално дека граѓаните во таква атмосфера една, па јас би рекла една атмосфера на практично на цензура, ќе си го изградат ставот како што ќе си го изградат. Тука не е ништо за изненадување. Проблем е што ние ги дезинформираме постојано граѓаните. Значи, вие може да имате став вас да не ви се допаѓа преговарачката рамка. Вие може да се противите на Европската унија како стратегија. Вие може да се противите на договорот, меѓутоа вие не може да ширите лажни вести и дезинформации во јавниот простор и не може да ги дезинформирате и намерно да ги скандализирате граѓаните на овој начин, за да доведете во ситуација за да кажете утре и да се повикувате после на нив. Често пати тоа го употребува, меѓутоа не само ВМРО ДПМН, се согласувам, не е единствената политичка партија што го употребува ВМРО ДПМН. Го употребуваат и многу помали партии, го употребуваат и другата страна, значи и владеачката СДСМ е прилично предпазлива во однос на тоа. Не е никогаш толку директна, значи никогаш таа не го употребува во својата реторика бугарски диктат, меѓутоа никогаш не го ни проблематизира употребувањето од страна на ВМРО ДПМН. Да, и во поглед на тоа сега ние можеме сега да зборуваме дали е бугарски диктат, дали е европски став, дали е... Можеме да ги анализираме состојбите, но фактичката состојба е дека со последната одлука на Европскиот совет е заклучено дека останува условот Македонија да го смени уставот, да ги вметне бугарите во уставот за да продолжат преговорите, значи или со други зборови дека сме заглавени во преговарачкиот процес, преговарачкиот процес ни е ефективно блокиран и ние немаме никаква назнака, ајде да кажам, дека нешто во скоро време ќе се смени. И некако како да сме малку и како општество несвесни каде сме. Така ми се чини, некако, или го прифативме тоа многу нормално. Значи, последната одлука на Советот на Европа не значи дека сме блокирани, значи дека ние единствени од 6 земји на Западен Балкан не сме блокирани. Затоа што заклучоците велат дека условот за внесувањето на бугарите во преамбулата на уставот е услов од преговарачката рамка. Значи тоа не е услов што Европската унија го постави сега на овој Совет на Европска унија, па и го испорача на Северна Македонија, па вели дека чекајте сега ние смисливме нов услов и вие сте блокирани. Не. Тоа е условот кој година и пол го игнорира државата, односно поради блокадата на парламентот, односно на изгласувањето на уставните измени. Меѓутоа, заклучокот вели дека нема потреба од никаква дополнителна политичка или било каква одлука. Во моментот кога вие ќе го промените уставот, во тој момент се одржува втората во случајов меѓувладина конференција и почнува ефективното отварање на неколку поглавија или на еден или два кластера. Мислам дека еден кластер станува збор, што значи дека ние не сме блокирани. Ние сме само блокирани, што има голема разлика. Што е голема разлика. За разлика од тоа, другите земји од Западниот Балкан политичко вето има за Албанија, иако нели таа формално ги има исполнето условите, поради случувањата во Јужна Албанија и албанскиот градоначалник кој е во затвор, во притвор со грчко етничко потекло. Значи имаме тука политичко вето, меѓутоа другите држави, Босна и Херцеговина, знаеме од кои причини се уште не е кандидат член, Косово исто така се додека не се нормализираат односите со Србија, меѓутоа интересен е случајот со Црна Гора, особено, која е де факто блокирана во моментов поради значително назадување на владењето на правото, усогласување со европските пракси, и Србија, која е исто така де факто блокирана. Значи, ако го гледаме од тој пакет, фактички ние најдобро поминавме. И ние единствена земја сме што не е блокирана, затоа што не може вие да сметате дека сте блокирани поради услов кој сте го добиле во преговарачката рамка. Нема услови за нас. Еве хипотетички ќе дискутираме. Нели можеше и сега во моментов, затоа што година и пол одбиваме, да кажеме, државата одбива да ги внесе бугарите во уставот и другите неколку етнички заедници, бидејќи така се формулирани амандманите што се предложени од владата, и де факто да ги отпочнеме преговорите. За таа година и пол блокада можеше Бугарија и сега да стави повторно ефективно вето. Бугарија не стави вето сега на заклучоците од Советот на Европа и се согласи дека во моментот кога ќе влезат можеше да каже па кочат. Година и пол, 2 години. Не. Значи,
Тоа кај нас воопшто не се дискутираше во јавниот простор, имаше анализи во регионалните медиуми дека Бугарија не стави вето на заклучоците на Советот на Европа за Македонија и без било каква одлука, затоа што можеа тие да стават во заклучоците, кога ќе го промените уставот, ние повторно ќе го разгледуваме прашањето и ќе носиме одлука. Не, нема такви заклучоци. Значи, тоа е дел од она што ви велам. Толку ние сме заглавени, и тоа сте во право тука, толку сме заглавени внатре самите со себе, што ние едноставно го губиме фокусот и ја губиме можноста рационално некако од перспектива да ги гледаме вистинскиот однос на Европската унија кон нас, ама на крајот на криштата членството во Европската унија, отпочнувањето на преговорите се екзистенцијално потребни за граѓаните, за државата, за опстанокот, она што реков, за опстанок на држава, ама опстанок на една функционална држава, а не опстанок на држава во кој ние нели внатре ќе се конфронтираме. Добро, вие лидерот на опозицијата меѓу останатото и тука од студиото на телевизија 24 вели дека прво што ќе направи кога ќе формираат влада, веднаш ќе почне искрени преговори и разговори со нашиот источен сосед, дека ќе ги постави работите на вистинско место. Претходно опозицијата кажа дека постои можност да се репреговара преговарачката рамка, да се добие друга преговарачка рамка. Колку е реално тоа? Колку се реални тие сега ветувања? Значи, не само што не се реални, туку морам да кажам се навистина смешни и неодговорни. И дури да не беше волку комично и смешно, да не беше толку трагично, ќе беше смешно и комично. Ова се изјави кои важат само и исклучиво внатре во Македонија и никаде. И се однесуваат исклучиво само за македонската јавност. Прво, нема потреба да се преговара било што со Бугарија, затоа што веќе нели констатиравме дека е тоа дел од преговарачката рамка и тоа е ставот на Европската унија. Тоа веќе не е став на Бугарија. Бугарија исто на овој начин ќе не упати нас. Дури да има некакви обиди хипотетички, кои јас мислам дека ништо од ова нема да се случи. Тие ќе кажат, нема со нас што повторно да преговарате, тоа е дел од преговарачката рамка, исполнете ги или не ги исполнувате условите. Во однос на самата преговарачка рамка, исто така имаш изјави и од страна на евроамбасадорот во Северна Македонија и од страна на функционери на Европската унија дека тоа е ставот на Европската унија. И вие за да имате, прво, нема случај на нова преговарачка рамка. Не постои таков случај на нова преговарачка или на смената преговарачка рамка. Нема зошто да има. Тоа значи дека самите земји се предомислуваат во однос на позиција која завзеле кон некоја држава, затоа што преговарачката рамка вас во ред, можеби имате и некакви си прашања кои тангираат билатерални односи, односно имате секогаш кои тангираат билатерални односи, секогаш имаат некои проблеми соседните држави, меѓутоа 99% од преговарачката рамка се услови реални, политички, економски и какви да се услови за адаптирање, односно прилагодување на општеството на земјата која е земја кандидат до правилата кои важат во Европската унија. И не треба ние да мистифицираме преговарачката рамка, дека преговарачката рамка сега нешто го дефинира идентитетот на државите. Тоа е речник кој не функционира просто во современиот свет. Така што тоа се апсолутни бесмислици, дури ќе ги наречам. Еве, дури бирам зборови да не бидам многу остра или да не биде дека подценувам нечии став или нечие мислење во случајов на ВМРО ДПМН, меѓутоа за мене од политичка, од една сериозна позиција, ова се вистински бесмислици кои ги доведуваат во заблуда и граѓаните, а што е најстрашно, ја кочат државата повторно на подолг рок. Да, од друга страна, ако ја анализираме и власта и владеачката коалиција, можеме да кажеме дека тие сега исто така се обидуваат да изградат еден наратив, дека тие се проевропската партија, проевропската струја, ајде да речеме, проевропската коалиција, и така се обидуваат да, така и ќе настапат на изборите, предпоставам, под некакво такво мото, дека тие се Европскиот фронт, дека опозицијата антиевропскиот фронт, но кога ќе ги видиме и аферите кои ја тресат власта, посредата на МНАВ, да речеме, и предходно и останати, сепак мораме да констатираме дека и таму однесувањето, поведението не е баш европско. Значи, приказната кои тие се обидуваат да ја продадат, ми се чини дека исто така нема да оди баш лесно во тој поглед. Пред се поради корупцијските скандали. Знаете, за да имате европско поведение, вие треба да практично ја практикувате власта, политиката да ја сваќате на еден начин на кој практично значи владење на правото,
меѓу другото и отварање на сериозните теми, меѓу другото и став кон сериозните прашања, а тука СДСМ во однос на сериозните прашања, кои не се само членството во Европската Унија, туку целиот регионален контекст имаат, за жал, исто така би рекла еден калкулантски став, еве така да го дефинирам тоа, односно можеби и благопопулистички став. Оно што за мене е најголем проблем во однос на односот на коалицијата, да не биде само СДСМ, ајте да ги вклучиме и сите политички партии, во однос на ставот кон Европската Унија, што тие внимаваат, наместо да го осудат ставот на ВМРО ДПМН. Јас тоа често пати го кажувам, го велам во моите текстови, дека тоа е нормализација на ненормалното. Значи, тие наместо јасно да кажат дека ставот на ВМРО ДПМН е антиевропски, дека се блокира државата, дека не постои можност за репреговарање на преговарачка рамка, дека тоа се ставовите на Европската Унија, тие практично со нивното благо, меко поведение го нормализираат ставот на ВМРО ДПМН и дека е тоа практично еден легитимен став, што не велам дека не е легитимен став, меѓутоа дека е тоа легитимен европски став со мали нијанси. Дали вие ќе бидете проевропски фронт, односно дали ќе имате европско поведение, меѓу другото зависи од тоа кои теми вие ги наметнувате, односно како одговарате на овие дезинформации во јавност, односно што ви е вас приоритет. За СДСМ приоритет за уставните измени и имплементирање на преговарачката рамка треба да бидат првите 6 месеци од кога преговарачката рамка се во 2022 година беше усвоена. Што беше тогаш, ако се сеќавате? Затоа што толку брзо настаните кај нас се случуваат што ние дури забораваме што се случило. Тогаш за СДСМ беше приоритет измена на законот за невладени организации и здруженија на граѓани, за да можат двата бугарски или клубови на бугарите од Северна Македонија да бидат затворени или да се забрани, буквално да кажам, нивната дејност. Значи, гледате во првите месеци, кога е најинтензивно тоа чувство и се свежи, да кажам, уште работите, кон што вие ги насочувате своите сили, каква порака ви имитирате кон своите гласачи, кон граѓаните, дека што ви е вас приоритет во суштина? Јас не велам дека тие можеби ќе го сменеа, можеби и ќе го сменеа мислењето на пратениците. Меѓутоа, ако за вас приоритет е Европската Унија, вие тоа ќе го покажувате во своите јавни настапи, вие ќе го диктирате наративот, вие ќе ги информирате граѓаните на вистинскиот начин. Уште една забелешка јас би ставила покрај овие што вие ги кажавте во однос на тоа како ја практикуваат власта, што нели може тука да дебатираме дали е така или не е така, како и да е. Уште еден елемент што би го кажала во однос на забелешка, еве дури добронамерна критика би рекла кон власта, е нивното константно легитимирање на председателот на опозицијската партија, кој нема во моментов никаква политичка фигура, визави делегитимирањето на оние кои ги носат одлуките, а тоа се пратениците. Да не забораваме дека председателот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, во моментов не обавува никаква политичка функција. А кога ние збориме дека државата и институциите ни се партизирани, каква улога, а треба да се запрашаме при реформата на општеството, каква улога може да има една политичка партија помеѓу два изборни циклуси? Никаква. Значи, политичката партија помеѓу два изборни циклуси нема никаква улога. Предпоставам зборувате за било која политичка партија, не зборам само за средби, за и за лидерските средби. Меѓутоа, често пати ние имаме ситуација каде што партиски соопштенија преку партиски соопштенија дознаваме работи кои се однесуваат на став на влада, на став на министерство, на став, да кажеме, ние го знаеме ставот на СДСМ и ставот на ВМРО ДПМН. Меѓутоа тоа е релевантно во ситуација кога немат изборен циклус. Тие би биле релевантни работи во време на предизборна кампања или еве кога се наближуваат изборите, па затоа што имате нели вонпарламентарни партии, па го слушаме нивниот став. Меѓутоа, зошто нас СДСМ не го кажува својот став преку партиско соопштение кога таа е дел од власта, локална, централна? Зошто ВМРО ДПМН нас не го кажува ставот преку партиско соопштение кога исто така е дел од структурите на локална, централна, било која власт? Партиско соопштение може да биде за некој кој не е дел од власта, па мора да го каже некако својот став. Толку си имаме навикнато на таа партизација, на таа партократија, на тоа суспендирање на институциите, што ние
информациите ги добиваме и ги бараме од политичките партии, бидејќи тие така го имаат окупирано просторот. Вие немате друг начин, еве како новинар, вие немате друг начин да дознаете некоја релевантна информација кога не се обратите на самата политичка партија, а не на секогаш на институцијата која треба да го даде одговорот. Па ако нема државата силна институција, тоа е една од клучните забелешки на силни и независни институции, независноста меѓу другото и тоа значи, што е една од забелешките не само на Европската унија, туку и на македонските граѓани, тогаш ние практично зошто се жалиме дека ситуацијата е таква каква што е, бидејќи ние активно на некој начин придонесуваме за тоа. Така што ставот на ВМРО ДПМН има начин на кој треба да го каже тој став, а легитимирањето на партискиот став визави позицијата што ја имаат и одговорноста во парламентот ги прави исто така не толку еве во случајот власта и СДСМ и ДУИ и сите партии кои се дел, она што велиме дали тие вистински се европски расположени или не, затоа што сум убедена дека и во рамките на ВМРО ДПМН, и во рамките на СДСМ, и во рамките на било која политичка партија ви имате јаки проевропски струи, меѓутоа и силни антиевропски струи. Да, но еве за крај само да заклучиме, но се чини дека партиите, сите партии, секогаш бираат да се водат според не се обидуваат тие да изградат наратив, тие да изградат политика, туку се водат според расположението на гласачите. Така им е полесно. Така. Вие и нотиравте дека и владеачката СДСМ го прави тоа, така ако нешто не сака да потенцира да каже, едноставно го премолчува, бидејќи најголем дел од граѓаните мислат така. Ама знаете, значи, се враќаме повторно на почетокот. Да. Што е лидерство политичко? Значи, политичко лидерство е, па и во демократијата. Демократијата е тоа. Демократијата на избори, граѓаните ние ги легитимираме тие наши представници и тие се во нашето уставно редување, законодавна, извршна, потоа и судска власт, нели како независна власт, и тие треба да го креираат наративот. Значи, политичарот треба да носи одлука која е непопуларна, може би и дури неприфатлива во моментот за луѓето, затоа што не секогаш можат и сите информации да бидат достапни за нас како граѓани во ситуација кога имаме ние два големи регионални судири кои може да ескалираат во многу поголем светски судир. Значи, ние имаме една сериозна ситуација каде што не секогаш информациите може да бидат споделени со граѓаните, па за што велите, нели, ставот на граѓаните е таков. Ставот на граѓаните во време на социјални мрежи, во време на иако кај нас тоа е прилично рестриктивно во однос на традиционални медиуми, во време каде што слободно ви се шират дезинформации, ставот може да биде колку луѓе толку ставови, така? Вие не можете, немате вие унисон став во кој ќе кажеме, нели, па тоа нели е ставот на македонските граѓани. Па ако така гледаме, ставот на македонските граѓани во 70 и кусур % и повеќе е дека Европската унија е неопходност на... Па зошто тој став не го следи ВМРО ДПМН? Ако вели јас го слушам гласот на народот или било која друга. Значи, бираат она што е блиско на нивните намери и нивните цели, па велат тоа е ставот на народот. Не, сериозен и одговорен политичар ги носи одлуките што се добри за народот, а не што се став за народот, односно што се добри за граѓаните, бидејќи не може вие да користите термин народ во една современа држава. Ние зборуваме за граѓани, за индивидуални права и за индивидуални обврски. Во таа смисла, сериозно е да ги носите одлуките кои се добри за иднината на државата и за граѓаните. Да, добро, Никица Корубин, ви благодарам и за овој разговор. Ви благодарам на можноста. Почитувани следевте Никица Корубин, поранешна пратеничка. Останете со нас, одиме со кратка пауза за реклами и продолжуваме со Анета Пешева од Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСЕТ.